бушеви глави. Децата штедат, ако си мијат рачиња, треба да ја затворат на крајот чешмата. Ние штедиме пари така што им бараме на родителите играчки, облека да не купуваат, патики, накити и се друго. Детско штедење е кога ќе имаме роден ден и ако ни дават многу пари, ние требаме да штедиме и после кога се немаме пари, мајката и таткото требаме да им ги дадеме и ако немаме јадење со нив да купим. Децата штедат кога чуваат пари во касичка и ги чуваат за нешто си купат. И бабите и дедовците даваат. Да, и тогаш ќе им се соберат многу пари. Кога те земат пензија ни даваат по 100 денари. Децата штедат така што им ставаат парите во каса или па во некоја мала новчаниче и така да собираат парите за работи што ќе им требаат. Кога децата ги чуваат парите, не ги трошат одеднаш. Детско штедење е кога родителите им даваат пари на децата и ги штедат кога си купуваат нешто, например играчки. Детско штедење е кога ќе им дадат родителите пари на децата или од баба или од бабите и дедовците и ќе штедат децата и тоа е кога ќе заштедат многу пари. Бушеви глави! Децата штедат парички кога, например, едно дете добило за роден ден 200.000 денари. И не треба одеднаш да си ги купи за една играчка, треба да си ги чува, за кога ќе снимаат пари да си купуваат храна со нив. Не, ги чуваме парите во джеб или таму во колата. На децата не им одговара кога ќе треба да дадат на родителите. Дека тие сакаат свое да си купат. Па родителите малце пари му даваат, за може да си ги чуваат. Децата не можат да имаат своја штедна книжка, бидејќи тие се мали. Можат да се ги чуваат и во касичка или во едно место каде што никој не знае каде се. Децата се мали и не можат во банка да имаат пари, но затоа треба да имаат специјално новчаниче кај што ќе штедат пари. И па не треба сите одеднаш барем да остават пола. Детето со своите пари на родителите им помага. Имаме и касичка за пари. Играчки, телефони, патики и мајци. И бабите и дедовците даваат. Кога те земат пензија ни даваат по 100 денари. Но родителите можат да им штедат во банка, за да не ги потрошат. Треба да го сукријат во некоја филка и да не го отвара. Па за ако сака, например, да си купат некоја играчка, облека, блуза, например, и тоа. Не можат во банка да штедат децата пари. Децата си ставаат парите во каса и таму си ги чувам. Па може на некој тајни, ако сака да си ги скријат во фиока и да не ги отварат и ќе се штедат. Детско штедење, ја мислам дека тоа треба да се препорачува и да се практикува и дека треба родителите да им
стекнат навика на децата уште од мали нозе дека треба да се штедат. Еве јас на пример имав дома 5-6 касички, сите беа различни и зависно од касичката различни пари става внатре. Мислам дека е убаво, еве ден денес штедам, убаво е за не дај Боже ако сакаш да си купиш нешто убаво, нова маичка, нова марама на пример. Убаво е да се стекне навика. Пушави глави. Порака до децата да бидат среќни, да бидат забавни, да се дружат, да не се караат, да ги слушаат своите родители и наставничките во училиште, да едат повеќе здрава храна, секако витамините да ги внесуваат преку овош и зеленчук и да искачат повеќе надвор, да си играат, да не седат на компјутер и да уживаат во прекрасното време што ни следи. Пушави глави!